Пред 4 големи предизвици исправена македонската економија оваа година, сметаат од Стопанската комора. Според нив, најголеми проблеми за економскиот раст можат да бидат буџетот на државата, инфлацијата, ценовната конкурентност и екстерната побарувачка за македонските производи и услуги. Ентузијазмот кај бизнис секторот секогаш постои, само што не е еуфоричен бизнис секторот, туку секогаш умерен оптимист во однос на очекувањата. Бизнес заедницата очекува да има суштинска комуникација со државните институции. Нашите аргументи, ако секој ќе се одлучи онака како што се овластен, владата ќе се носи одлуки зашто нејзини се одлуките како сака ќе одлучи. Меѓутоа, ако влегуваме во размена на аргументација, тогаш тие аргументи убаво би било да бидат соодветно третирани. Од тука, според комората, државата мора да се фокусира на неколку клучни приоритети за да ја одржи економската стабилност. Функционирање на правната држава. Второто прашање би било односот меѓу капиталот и трудот. Ние знаеме дека нити работниците се задоволни од газдите, нити газдите од работниците, и тоа создава сериозен проблем во работењето. И трето, создавање заедничка стратегија која што ќе го поттикне извозот како мала земја. Според министерот за економија Фатмир Бесими, растот во 2022 година бил 2,7, а за годинава се планира тој да биде 2,9%. Сепак, според него, како мала и отворена економија ќе се соочиме со предизвиците на нашиот најголем трговски партнер кој има забавен раст. Тоа што го планираме во наредниот период е од аспект на фискалната економија што може да се направи од фискалните политики, фискална консолидација. Тоа значи од 2020 кога имавме дефицит од 8,2 да се сведе на среден рок во рамките на тие што се предвидени мастришки правила или златни правила во буџетски правила, тоа се 3% буџетски дефицит и 60% јавен долг како дел од бруто домашниот производ. Годинава за антикризни мерки се издвоени 250 милиони евра. Во 2022 година двата пакета антикризни мерки беа во вредност од 760 милиони евра, а стопанството доби поврат на ДДВ во износ од 727 милиони евра.